skačele, na čuži grob si plačele. Su čuži car se radovale. Majka Makedonija na cel svekemu dokaže. Aleksandar je car makedonski. Aleksandar je car makedonski. Aleksandar je car makedonski. 2. август 1903 година. Македонија се крева нанозе против Отоманската империја. Иако Гоце Делчев, Пито Гули, Јане Сандански, Никола Карев и други од раководителите на таа македонска револуционерна организација наречена ВМРО беа против кревање на востанието затоа што како што велеа не сме спремни, сепак некои пак исто така од раководителите меѓу кои Даме Груев беа изманипулирани од бугарската власт и бугарското ВМРО да се дигне македонскиот народ на востание за да Божем се појават како така наречени браќа на македонците, иако знаеа дека востанието ќе биде задушено. Навистина во Крушево се донесе победата на Македонија, а за председател беше избран Никола Карев, но која за жал таа слободна Крушевска република траеше само 10 дена, а тоа беше пак целта на самата Бугарија и на самото бугарско ВМРО, мислејќи дека така побрзо ќе не присвојат нас македонците кон себе.
рускиот народ не мируваше се додека не ја доби својата слобода. На 2 август 1944 година во манастирот Прохор Пчински на заседанието на АСНОМ, а и победата над фашизмот, Македонија, но за жал само вардарскиот дел од неа го доби статусот како македонска држава, исто како и другите републики на тогашна федерална Југославија со македонска нација, јазик и така натаму. И понатаму душманите не мируваа, иако во 1913 година и одсекоа 4 делови од македонското ткиво. Лажната историја за Македонија напишана на Нордиско-германскиот институт по создавањето на многу новокомпонирани држави во 19 век во Европа, а посебно соседните држави на Македонија. Се што беше македонско и одзедоа, антиката им ја поклонија на Грција, средниот век на Бугарија, за да пак сега, посебно со самостојувањето на Република Македонија веќе отворено, јавно ни кажува таа вештачка Европска Унија со истите непријатели кои секогаш не кастреа, не колвеа и грабеа се што е македонско, дури насила не натера да си го промениме името заедно со се што е македонско, а очигледно е дека сакат да направат некаква си нова држава, како да сме дошле од Вселената или како да сме некакви си имигранти во нашата исконска Македонија, а во замена да стават да бидат божем домородци, оние од албанско потекло што се дојденци во таа Македонија. Знаеме дека Албанија ја креира во 20 век, а вистинската Албанија беше кај Касписко море. Сепак нека му е јасно на секој еден, без разлика дали е надворешен или од домашните лигајчари на чело со муртинското створење Зоран Заев. Нека никому нема никому да му успее и овој обид за Македонија. Исто како што рече и рускиот председател Владимир Путин, на Западот ова е неуспешен експеримент како за Косово, така воопшто и за Македонија, Србија и другите држави. Јас пак би додала, ако ова е лош сон за Македонија, дајте да се пробудиме веднаш. Сепак, честит Илинден, драги мои македонци, нека се моќниот Свети Илија до идната година ги донесе сите убавини како за државата, така и за македонската нација и се што е македонско. Јас би сакала последните пак минути да ги искористам со зборовите, како што гледате дека уште некаде 5 минути и 13 секунди до крајот на нашата вечерашна емисија и полека се наближуваат тие минути. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание, најпрво дозволете ми уште еднаш да ви го честитам македонскиот национален и верски празник Илинден, со желба да бидеме во добро здравје и расположение уште многу години да прославуваме новообединета Македонија со песна со која пеам јас за вас, мили мои браќа и сестри, македонци, и за мојата Македонија. Да напоменам и тоа дека можете да не слушате ако отворите и на YouTube под The Voice of Macedonia и кликнете на subscribe. Посакувајќи ви пријатна седмица, слушајте не повторно в недела во 6 часот попладне на 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме со радио емисијата Глас од Македонија во вашите домови. А од студиото на Глас од Македонија ви посакува добар ноќ вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Ima jedna zemlja ubava
We at Canadian Multicultural Radio have been your source for news, entertainment.